Добре, криптоентузијасти, едно од побитните видеа на нашиот канал, посебно кога станува збор за масовна адаптација во светот. Значи, како што може да видите, позади мене на постерот стои, а тоа е овде, не се гледа. Значи, ISO 20022. Зошто е тоа битно? Гледате дека до него е и сликичето од FATF, а позади него се, да речем, големите корпорации и банки, додека на другата страна ги имаме во овој сегмент овде, само да го зголемам да може да видите. Значи, може да погледнете и сами, зашто станува збор. Значи, традиционалните пазари ќе бидат поврзани преку ISO 20022 со криптопазар. Значи, тоа е основата која што треба да ја запазиме кога разговараме на оваа тема. Сега, многу од луѓето се скептици кога разговараме дека криптопазарот е на чекор пред масовна светска адаптација. Зошто го велат тоа? Добро, во ред скептици се разбирам, со оглед на фактот дека веќе имавме 3 бул маркета и се уште таа очекувана масовна адаптација не се случи. Но, а како што знаете и сами, сите овие видеа, посебно овие кои се поврзани со CBDC, со светски организации и слично, институции нормално, секогаш ги правиме со потреба на информации од нивните страни. Значи, ние не измислуваме, ова не е теорија на заговор, ова е само буквално преведување на тоа што се случува позади завесата, затоа што реално правиме ова, јас не верувам дека некој седи на дневна база и проверува што објавил SWIFT, или што објавил VEF, или што објавил Bank of International Settlements, да бидеме реални. Така да, овие работи ги читаат или ги следат само оние луѓе на кои што им се битни, така да и во оваа ситуација ние како канал го следиме ова затоа што нас не е битно за нашето портфолио. Така да, уште еднаш ќе напоменам, светска адаптација на крипто доаѓа. На позитивен или негативен начин останува да видиме, но мораме да бидеме дел од истата за да имаме профит. Сега, како доаѓа, денеска ќе објасниме детално која е инфраструктурата која што веќе е воспоставена, само треба да почне да се употребува на глобално ниво, со цел да видите како веќе е решен проблемот на интегрирање на крипто во светската финансиска организација. Значи, веќе е решен. Само што многу пати луѓето се обидуваат тоа како не, рано е уште, има време, нема време, сега ќе ви кажам зошто. Значи, SWIFT како организација, сите оние кои што не знаат, е воспоставена во 1973 година, каде што, на почетокот само 15 држави, 239 банки, но понатаму денеска истата содржи 11.000 финансиски институции од секаков тип и, како што кажавме, има обем на промет, значи, обрт на финансии помеѓу овие 11.000 институции од повеќе од 140 трилиони на годишно ниво. Што значи дека SWIFT е таа инфраструктура која што моментално е значи тоа е практично самиот SWIFT представува систем на праќање на пораки од една до друга финансиска институција со цел кој на кого колку пари треба да го прати, со тоа што овие пораки се доста специфични и содржат соодветни информации за тоа кој е праќач, кој е примач, како треба сето тоа да биде организирано во однос на изедначување на, да речем, капиталот помеѓу овие финансиски институции. Сега, тоа е главната идеја на SWIFT. И истиот уште од 1973 година, иако е, да речем, така речено апдейтиран, во денешно време се уште, значи не е заостанат, туку е комплетно надраснато технологија. Сега, со оглед на фактот дека значи неминовно беше да се направи промена во која што конечно SWIFT ќе дојде во некој систем кој што ќе може да ги поддржува новите технологии, каде што овдека сега стандардните технологии кои што моментално ги имаме и самиот финансиски систем понатаму ќе продолжи тоа што е. Со тоа што ќе адаптира два нови компоненти, а тоа е CBDC и крипто. Сега, идејата за ISO 20022, кој што моментално треба да биде стандард, кој што ќе го замени SWIFT, уствари представува така речено замена на претходниот систем на пораки со нов, подобар. Значи тоа е во глобала bottom line, дефиницијата. ISO 20022 представува нов систем на пораки кој што е пософистициран и кој што ќе може да опфаќа прво многу поголем обем на да речем финансиски услуги, а второ многу поголем обем на финансиски субјекти во однос на дали припаѓаат на CBDC, финансиски пазари, кеш, крипто и слично. Сега,
Стандардните пораки кои што моментално се, да речеме, да погледнете како изгледа самото тоа. Значи, ова е уствари меседжинг системот, ова е системот на пораки. Ова се старите, MT, во кои што имате ограничена количина на символи, фактички е SMS порака, верувале или не, во кои што треба да бидат ставени соодветни, значи, овдека на секој ред треба да бидат соодветни информации ставени со цел да може да се испрати одредена практично обем на капитал од едно до друго лице помеѓу овие финансиски институции. Додека следниот систем, значи тоа е MT, застарениот систем на меседжинг кој што моментално го имаме се уште во Swift. Додека следниот ќе биде MX, значи така се нарекува, кој што како што можеме да видиме прво поседува многу повеќе информации, второ, како што кажеме, ќе поседува многу повеќе различни типови на трансакции, во однос на дали станува збор за трансакции од традиционалниот финансиски сектор, како што е нели размена на фиат, или пак станува збор за CBDC, или пак станува збор за крипто, како ќе објасниме малку подоцна, но ова е само за да видите прво како изгледаат самите пораки. Со тоа што можеме да видиме дека форматот на новата е многу подобар, очигледно, каде што овдека е буквално се сведено на кодови со цел да се на некој начин запази местото, затоа што имате многу мал обем на простор каде што може да ставите соодветни карактери со цел да го на некој начин завршите овој трансфер на капитал. Сега, ISO 20022, спротивно на тоа што многу ги мислат, не е на почетокот, туку ISO 20022 веќе е во многу напредна фаза. Односно, гледате, сега идејата е дека ова ќе биде стандард за се. Значи не само практично целата комуникација помеѓу сите финансиски субјекти во светот, без разлика од кој сегмент спаѓаат, од која држава, од кој крај на светот, ќе биде целосно интегрирана и регулирана на некој начин преку ISO 20022. Односно, веќе 80%, значи за тоа ви кажувам, значи ние не сме на почетокот на интегрирање. Туку ние моментално сме во напредно ниво на интегрирање, само што официјално, нели, почнува глобалната интеграција од март оваа година, 2023 година. Така, со тоа што гледате сега, колку е веќе во напредна фаза. 80% од волуменот на сите високо вредни трансакции, значи оние кои што да речем милиони, така. Само момент. Не, фактички ова е така, ова е волуменот, а додека 87% од најголемите трансакции минат преку овој систем веќе. Значи Swift се уште постои паралелно со ISO 20022 и двата кохезивно работат. Но се дава време на оние кои што се уште не успеале да се променат од MT во MX, затоа што не сите можат со исто темпо да го направат тоа, некогаш е потребно, гледате, дури и до 5 години на одредена држава е потребно за банките во низината, да речеме на низината територија, да се на некој начин интегрираат и да го променат да го апдейтираат својот систем, за да може да ги прифатат MX пораките. Проблемот е што многу од банките во светот се уште не можат, значи не ги препознаваат овие пораки, се разбираме. Затоа и се оди на тоа да сега веќе се забрза во многу поголемо темпо. Затоа и од март 2023 година официјално почнува, значи да едноставно се примораат луѓето и зборуваме државите и финансиските институции да го применат овој стандард. Со тоа што гледаме дека веќе поголемите економии тоа го направиле. Сингапур веќе од 2022, Хонг Конг првата четвртина од 2022, Англија втора четвртина од 2022, ноември целосна Австралија, еврото во ноември 2022, SWIFT системот веќе нели, за тоа се зборува дека е интегриран со самиот ISO 20022, што значи дека веќе работат во кохезија, работа паралелно, што значи дека вие секако може да испратите и на едниот и на другиот систем се уште, но проблемот е што ова ќе трае само до одредено време, значи на крајот од денот, гледайте, 200 различни видови на плаќање ќе бидат застапени со ISO 20022. Значи комплетно следен левел на финанси изборуваме. Комплетна дигитализација. Така, со тоа што, значи ова е само да ви покажам дека моментално оди многу побрзо до што го очекуваме. Веќе 70 земји, сега нормално ова се напредните земји, вклучувајќи Кина, Јапонија, Индија и Швајцарија. Значи Кина и Индија самите по себе се 1/3 од светот, ако не и повеќе. Така да 1/3 од светот веќе официјално го има интегрирано ISO 20022. И видовте дека и Европската унија, и Швајцарија, и Сингапур, и Хонг Конг се дел од истото. Сега, значи, генерално како изгледа адаптацијата во следниот период? Значи, како што кажавме,
требаше да биде од ноември 2022 година да едноставно почне целата оваа работа и да едноставно оние кои што се компатабилни можат веќе да ги користат овие пораки. Но тоа се одложи за март оваа година официјално. Значи гледаме дека Get Ready for March 2023 година на страната на Swift, каде што ќе се интегрира ISO 20022. Така. Сега, 3 години ќе имаме кохезија, односно од март 2023 година па до ноември 2025 година, кога Swift ќе престане да постои. Односно Swift се менува во историјата, а ќе имаме исклучиво користење на ISO 20022 стандард. Сега јас знам дека е малку сувопарна материја, но верувајте ми, сега доаѓа најдобриот дел. Значи, моментално само сакам да ви покажам дека ова се степените на адаптација кои што моментално го има најголемите економии во светот, така? Значи, гледаме дека Русија во текот на 2023 ќе биде комплетно ќе го и прифати целиот овој стандард. Ова е Австралија, која што рековме дека веќе го прифатила, со тоа што ова е подобрување на истиот. Канада истото го направила уште во половината на 2022 година. Америка исто така, со тоа што она и понатаму има некои делови од нејзината економија кои што постепено треба да ги прилагоди на овој нов систем. Тоа е Хонг Конг овдека, исто така е веќе интегрирано нормално. Ова се надградби. Значи, вие правите интеграција, па потоа правите надградба со која што уште подобро се приближувате на некој начин на овој стандард. Истото е и со Англија, истото е и со Европската унија. Така, значи целосно е веќе интегрирано во ISO 20022. А не е ни почната официјално да работи, почнува од март, се разбираме. Сега, значи ова е за да видите дека најголемиот дел од оние светски економии кои што првенствено за нас битно се поврзани со крипто и каде што крипто моментално на некој начин е најзастапено, се веќе дел од ISO 20022. Сега овдека ќе објаснам малку повеќе за самиот стандард и каде е клучот во она што постојано разговараме дека ISO 20022, иако сите кажувате само меседжинг систем, тоа е само за пораки, не, грешка сте. Значи ISO 20022 е вратата на адаптација во традиционалните финансии, надвор или внатре, крај. Сега ќе видите и сами, значи ова е на некој начин веќе смислено со цел да се одделат пожелните проекти од оние непожелните. Еве ќе ви покажам да видите и сами, затоа што многу од луѓето се инатеа дека не е тоа, дека ова било само меседжинг систем. Ева вака сега. Значи прво да објасниме што е ISO. ISO представува организација во Швајцарија која што сама по себе има за задача да практично стандардизира ствари во светот. Значи и претходниот пат го искористив овој пример, ама е доста добар и затоа ќе го искористам уште еднаш. Значи ISO стандардите се за се, без разлика дали е месо, дали е воена индустрија, дали е технологија, дали е за биологија, вакцини, се, така. Се е регулирано на некој начин со ISO. И нормално Швајцарија како неутрална земја е таа која што го има фактички ова како соодветен орган. Не е орган нејзин, туку е интернационален орган. Кој што? Значи, интернационална организација на стандардизација. Уствари е правилното име на ISO. Сега. Замислете дека, например, вие сте купиле, пример, маса од Шведска, така? И сега масата од Шведска доаѓа кај вас, ама доколку немаме стандардизација, можеби у Шведска, например, користат некои штрафови, каде што ви е потребен штрафцигер, кој што на крајот има, не знам, петокрак, појма нема. Не е битно, вие мислите, круг, како и да е, нешто, така, различно, добро, не може да биде круг, нормално, еве ромб нека биде, така. Значи, нешто различно од тоа што е стандардизирано. И сега вие купувате таа маса, ви доаѓа со соодветни компоненти и треба, например, од IKEA, стасува масата и треба да стопите, така. Значи, вие ако немате соодветен алат за тие штрафови, вие фактички не може да составите масата. А вие нема да нарачувате за секој различен продукт алати од таа земја кај што доаѓа. Затоа постои оваа стандардизација во која што доколку се прифати ова од страна на ISO организацијата, сите земји во светот ја прифаќаат ваквата и затоа и гледате има соодветен број. Значи ISO соодветен број во однос на тоа какво ќе биде правилото што сите треба да го прифатат. И затоа на пример во однос на штрафови и штрафцигери имате крстач и имате нормален фактички справа линија, така. Сега. Поради таа причина вие фактички во било кој дел од светот може да ги најдете истите алати, може да најдете например ист начин на користење на сето тоа и ова е за се, со цел да се овозможи стандардизација и подобро функционирање на светот. Истата ситуација во овој момент е направена и со финансискиот сектор. Со тоа што до сега, значи финансискиот сектор е регулиран со 4217 стандардот, кој што уствари им дава соодветни имиња
на оние кои што ги исполнуваат условите застапени во овој стандард. Односно, стандардот на некој начин ви дава правила, група на правила кои што мора да ги почитувате и кои што мора да ги исполнувате со цел да бидете дел од истиот и да бидете општо прифатен од во оваа ситуација останатите финансиски институции кои што работат со овој стандард. Така, еве сега прост пример. Значи со овој прв код кој што го имаме уште од многу одамна, ISO 4217, фактички на оние сега ова е код, односно стандард за валути. Во кој што на одредена валута треба да исполни, да речеме, одредени услови и кога ќе ги исполни, ваквиот ISO ја запишува во својата кодови, во својата книга на кодови, каде што е, на пример, доларот, првите две букви се државата од каде што потекнува, а последната буква е првата буква од името на самата валута. US, United States, D, долар. Еве, на пример, истото и со CAD. Така, значи CAD е канадскиот долар, така. CA, Канада, D, долар. Значи, на тој начин, фактички, во овој ISO 4217 се даваат имењата на валутите во светот. Со тоа што ISO 20022 ќе ги имплементира претходните кодови и ќе додаде нови. Овдека лежи моментот што е доста битен за криптосекторот. Односно, во моментот кога вие фактички ќе ги исполнувате новите стандарди кои што ќе ги воспостави да речеме ISO 20022 во кооперација со SWIFT, во кооперација со незиното тело за стандарди, значи ќе се утврди кој ќе може да биде дел од новиот финансиски систем и како ќе може тоа да го направи. Така, еве сега. Значи еве ќе ви го прочитам ова детално за да сватите како тоа ќе изгледа. Вели, значи одреден крипто проект ќе биде compliant, односно ќе биде дел од оваа регулатива. Ќе ја прочитам на англиски, па ќе ви ја преведам подобро. A crypto that complies with the ISO 20022 standard could be approved by a centralized bank that enables crypto payments. Значи, крипто кој што ќе биде практично compliant, односно кој што ќе биде во склоп и ќе ги исполнува условите од ISO 20022, ќе може да биде на некој начин approved, практично ќе биде потврдено дека ќе може да се користи од централизирани банки и ќе може да биде дозволено да се користи во крипто плаќање. ISO standardized crypto identifiers are going to change the way crypto is used. Значи, ова е нешто интересно кој што ќе спомнам малку подолу, односно ќе имаме посебен тип на крипто идентификувачи кои што ќе на некој начин ќе ги идентификуваат посебните криптовалути затоа што треба да има соодветен механизам за ваквите трансакции кога ќе дојде оваа порака да едноставно финансиските субјекти ја препознаат, да знаат што истата содржи и дека тоа е на пример крипто или е CBDC или е кеш валута, ме разбирате, fiat. If ISO issues an official code for crypto, such as Bitcoin or Ether, the crypto will enter the database tables of top financial services like Visa and Mastercard. Значи, повторно ќе кажам, она што гледате позади мене на оваа слика, доколку ISO 20022 ви издаде код, што е уствари дел од оваквата идеја од 4217, да имате тикер, така се нарекува, како што е XBT за Bitcoin или да речеме кој ќе биде за Ethereum, ќе видиме, вие автоматски после давањето на ваков код ќе може да бидете користени од традиционалните финансии и на пример ќе се најдете на листата на финансиски провайдери како Visa и Mastercard. Се разбираме? Значи тоа е идејата, затоа и оваа слика позади мене многу добро објаснува дека начинот на кој што ќе може да дојдете од едната во другата страна е само преку исполнување на стандардите на ISO 20022. А зошто сакате да дојдете таму? Затоа што таму е капитал. Значи со ритейл ние успеавме само да собереме 2 трилиона. И тоа е тоа, да бидеме реални. Значи има лимит. Има лимит на тоа колку луѓе се спремни да ризикуваат во некоја сфера која што не е регулирана. Ова е регулативата. Ова е главната регулатива која што треба многу да ве интересира. Во моментот кога конечно ќе се имплементира ISO 20022, веќе се дава, значи, стандардизација со која што доколку спаѓате во оние кои што го поминале тоа трешхолд, нели, да покажат дека сите тие работи кои што се бараат моментално од нив ги исполнуваат, да бидат легални, ќе добијат тикер и автоматски ќе може да бидат тргувани и да бидат препознавани на оваа порака која што ќе биде MX, која што ќе биде праќена помеѓу финансиски институции. Со тоа што нели објаснивме како се дава самиот тикер, значи идејата е, а зошто е потребен овој тикер, уште еднаш
значи листата на работи кои што ќе мора да ги исполните прави криптото да биде фактички одобрено од овој стандард и од финансиските институции кои што стојат позади него. Така, зошто го велам тоа? Значи, во денешно време секој може да направи крипто, така? Но за вашето крипто да биде финансиски препознато нели сега зборуваме децентрализирани, централизирани финансии. Од централизираните финансии, каде што за жал е 99,9% од капиталот, мора да помине преку овој трешолд, односно мора да ги исполни стандардите од ISO 20022. И на тој начин вие можете да направите некој мимкоин, ама истиот никогаш нема да може да дојде до соодветен капитал. Затоа што капиталот се наоѓа на другата страна откако ќе добиете тикер. Се разбираме? Тоа е главниот проблем. Затоа постојано ви кажувам дека многу е битно, значи еве, на пример, ова се неофицијални ISO кодови, но ќе добиете и соодветен ISO код кој што ќе биде различен од тој што моментално го имаме овде. Зошто е тоа така? Еве, гледате, убаво објаснуваат. Значи, пример, биткоин е XBT, затоа што BT самиот по себе е бутан. Значи не може да го имате тоа. Значи мора да биде поинаку, така. Сега тоа е интересното што го спомнаме на почетокот. Значи Digital Token Identifiers, DTIs, ќе бидат додадени на новиот стандард кој што претходно ги нема. Затоа и моментално во овој систем вие не може да тргувате криптовалути затоа што овој систем застарен, нема начин како да ги препознае, односно да им даде до знаење на финансиските институции дека ова е нешто што, нели, е дел од самиот ISO. Така да, ова ќе биде дел во самиот, да речам, код или механизам или софтвер на ISO 20022, кој што ќе им дава до знаење на институциите дека, пример, капиталот кој што го примаате или валута, или е централизирана валута CBDC, или пак е крипто. Така? Значи, затоа, например, ова е она револуционерност која што очекуваме со ISO 20022, кој што буквално ќе им дава на финансиските институции разлика помеѓу тоа кои се едно, а кои се друго во однос на технологијата и капиталот кој што го примаат. Така? Значи, гледате сега колку подобро го смислиле сето тоа, колку едноставно сето тоа доаѓа заедно. Така? Значи, сега ако навлеземе овдека, нели има уште доста на некој начин битни информации, но нели да не должиме премногу, тоа е идејата. Значи, моментот кога вие ќе ги исполнувате ново поставените правила за финансиски систем и на тој начин вие фактички осигурувате луѓето кои ќе купуваат вашиот коин или токен, да едноставно знаат дека вашиот коин или токен е одобрен од овие финансиски институции и на тој начин се сигурни во неговата вредност, во неговата иднина. Така? Значи, еве, сега ова сега неколку пати сме спомнали ние во претходно видео, овдека малку подетално го објаснуваме тоа. Значи, моментално имаме Standards Body, кој што за овој стандард ќе биде задолжено, значи која е идејата на ISO 200 Standards Body. Значи, они ќе бидат тие кои што одлучуваат дали некој од правилата кои што ќе треба да ги испочитувате, треба да се променат, треба да се адаптираат, значи затоа што овој стандард не може да биде донесен и тука да заврши, значи мора да еволуира, така мора да се прилагодува. Така да Ripple и Stellar како два од најголемите провайдери на cross-border payments, а со тоа што и Ripple е втора по големина финтек компанија во Америка, а прва е Stripe, истата која што ја финансираше Stellar фондацијата. Така да пак на некој начин првите две компании се тие кои што се дел од ISO 200 Standards Body, но тоа ќе го напоменам уште еднаш. Овдека е клучната улога на овие две криптовалути кои што ќе одлучуваат за тоа кои се идните правила за вие да бидете дел од овој стандард или не. А мислам дека досега многу јасно покажавме зошто е битно да бидете дел од ISO 20022. За да имате допир до оној огромен капитал кој што чека да влезе на криптосферата во моментот кога истите ќе бидат регулирани. А ова е стартот на регулацијата, се разбираме? Значи, вие ако бидете дел од ISO 20022, значи сте ги исполниле сите правила кои што традиционалниот пазар ги на некој начин наметнува со цел да може да бидете дел од истиот. Сега, разбирам дека ова е многу поразлично од идејата за децентрализација која што ние имаме. Во ред, тоа е така. Но, за жал, мора да се најде мост помеѓу овие две, затоа што едноставно капиталот од традиционалните финансии никогаш нема да премине на проекти кои што не се compliant на некој начин на нивните правила. Тоа е реалноста, да бидеме реални. Значи јас знам, во ред, и јас би сакал да биде така. Јас би сакал традиционалните финансии да не постојат. Банките едноставно да престанат да постојат. Но тоа не е реалноста. Значи мораме да бидеме реални. Овој
канал, како и нели самата наша заедница, идејата е да направиме профит. Понатаму ќе гледаме дали ќе можеме нешто околу тоа да револуционира, да едноставно промениме да биде децентрализирано, но сега за жал мораме да се држиме до ова затоа што овдека ќе биде капиталот. Ова е вратата на главниот капитал кој што ќе дојде во крипто. Со тоа што веќе ги имаме Zenfin, XDC, IOTA или MIOTA, Algorand, Algo, Hedera Hashgraph, HBAR, Quant, QNT и Cardano. Само што последните 3 се уште не е потврдено дека се compliant, но верувате ви, за брзо време ќе се потврди, така да тие се тие кои што моментално се дел од фактички оние кои што сигурно се IOTA, Algo, XDC, Stellar Ripple. Тие се тие кои што се compliant. Значи сега мислам дека многу ви е јасно зошто е битно да влезат во оваа инфраструктура. Затоа рековме, ќе има регулатива која што ќе работи на тоа, например, како може да постанете компанија за крипто или криптопроекти или што и да е. Но ова е инфраструктурата која што постоечките крипто проекти ќе ги донесе да може да бидат дел од традиционалните финансии. Исклучиво важно. Ако некој каже само месечен систем, значи не знае што зборува. Еве, прост пример, се тоа ви го образложив. Сега, интересна работа што е? Они веќе проектите кои што се на некој начин бирани еден по еден да бидат дел од ова на некој начин привилегирана група на криптовалути кои што веќе го исполнуваат овој стандард, се бирани со причина. Значи сега ти кажеме зошто. Дури доаѓа до тој степен што ако запишете на пример ISO 2.0 Cryptos of the New Financial System, значи буквално ви кажуват точно кои се, така. Значи на Google е ова, така, не барам нигде друго. Буквално на Google. Одма се знае кој. Знаете вие колку е Google против крипто, така. За Google да си дозволи да пушти вакви информации и да поминат, тоа значи дека некој многу поголем од него моментално бара тоа да биде така. Со тоа што јас имам оваа слика овдека, која што е, гледате, значи ова е официјално нели од издадено фактички од самиот ISO, за тоа како ќе изгледа оваа комбинација од моментални 6 или колку се 5 криптовалути, кои што на некој начин треба да бидат backbone, значи рбетот на самиот ISO кога станува збор за криптосферата. Сега, дури кога ќе погледнете во однос на тоа нели кои се нивните квалитети и зошто се дел од овие први почетни, значи прво Ripple и Stellar е неминовно да бидат дел од Standards Body, затоа што истите се клучен фактор во следниот сегмент кога ќе дојдеме до практично моментот со cross-border payments. Значи едноставно, сега и во овој дел, например, каде што го имаме објаснување во ISO 2.2, значи ќе се вратиме на сите и ќе кажеме кој од нив поединечно зошто е наменет во овој нов финансиски систем, кој што си го замислиле, кој што пак ќе кажеме одобрен од World Economic Forum, одобрен од BIS, одобрен од Економската централна банка и одобрен од FATF. Така да пак ќе кажем, ова е се веќе добро организирано и размислено. Сега, јас само сакам да се навртам прво на овој дел, затоа што ова колумна многу на некој начин обрнува внимание на тоа што јас го зборувам веќе 2 години, дека Ripple првенствено целта му беше да го замени Swift. Сега, доаѓа до степен каде што Ripple веќе го надминува и тоа да планира да го замени Swift. Значи моментално ситуацијата покажува дека Swift со оглед на фактот дека Ripple е дел од ISO 2.0.2 е коекзистент. Едноставно веќе се преплетени во она што се планира од март 2023 година па натаму. Така. Со тоа што и овдека убаво кажува дека главниот проблем во оваа ситуација е моментот кога во 2020 година, значи добива тужба од SEC, што на некој начин намалува неговата брзина во имплементирање во да речем централната економија практично. Со тоа што пак не го менува фактот дека значи ако заврши ова и буквално го кажува тоа, ако заврши ова овде моментално со SEC, значи гледате што кажува многу добро статива на крајот. Значи ако заврши позитивно или било како, само да заврши, вели could lead to broader adoption of the cryptocurrency, particularly among US banks and financial institutions. Значи првенствено на Ripple, а понатаму и на целата криптосфера, затоа што идејата на ISO 2.0.2 е да ги приближи криптовалутите или оние кои што се подобни според нив до традиционалните финансии. Вели, this could lead to an increased price and market cap, which is something that crypto investors may want to take note of. Значи, и то добро, сега не е финансиски, тоа ги секаде го знаете, дека не може да ви дадеме финансиски совет.
Но, вели, значи, ваква адаптација, каде што ќе дојде до масовна корисност на Ripple, како и останатите горе, напоменати, може да доведе до зголемување на маркет капот, а со тоа и зголемување на неговата цена, што би било нешто што криптоинвеститорите би било паметно да го размислат. Така. Значи, тоа е идејата. Ако вие сте првите кои што влегуваат во традиционалниот свет на финансии, погодете што вие сте првите кои што ќе земат оној капитал иницијален кој што ќе дојде во самата сфера. Уште па вие сте тие кои што одлучувате што понатаму со ваквите правила. Така. Сега, разликата помеѓу Ripple и Stellar, затоа и реков. Ако гледавте вчерашното видео, знаете дека има голема разлика помеѓу Ripple и Stellar, иако самата блокчейн, да речем, и тематиката и начинот на кој што работат и зошто се направени е сличен. Со тоа што многу паметно направено што Ripple претежно се фокусира на банки и на големи финансиски институции. Додека Stellar, за разлика од тоа, се финансира на cross-border payments на помали субјекти, како да речем компании и индивидуи, и дури овдека, не знам зошто е запишано така, дека као наводно Stellar е многу повеќе фокусиран на CBDC, за разлика од Ripple, што не е вистина. Јас гледам дека Ripple е постојано корисен за CBDC, но како и да е. Ако го гледате вчерашното видео за Stellar и ако сте слушале како зборувам за Ripple, има огромен број на компании кои што во сите овие земји во светот едноставно прават мрежа на финансиски, да речем, како да кажеме, една голема финансиска мрежа, а ваквата финансиска мрежа на, да речем, во Stellar се нарекуваат anchors, во Ripple се само партнери, на payment providers во секој од овие земји, им дава многу голема моќ за трансфер на капитал која што е неминовна и битна во ISO 20022. Веќе имаат воспоставено мрежата која што е потребна за трансфер на капитал. XDC, каде е идејата за XDC? Значи, ова е сега пак е интересно што сите од нив имаат некоја, да речем, посебна улога, како што гледате овде, сето тоа е испреплетено со соодветни постоечки институции и корпорации, каде што самиот ZinFin, значи XDC, вели е дигитална валута, односно мрежа за enterprises. Во оваа ситуација пак би било така речено компании, која што комбинира приватен и јавен блокчейн. Сега, и дури имаат и смарт контракт. Битна работа која што мора да разберете за сите овие проекти кои што моментално ќе ги поставам, дека повеќето од нив се тешко централизирани. Значи има многу мал број на нодови или немаат, да речем, таков тип на систем кој што е, да речем, децентрализиран. Затоа им се допаѓаат на овие централизирани финансиски институции, затоа што првенствено може лесно да се контролираат доколку е потребно, да бидеме реални. Така да многу едноставно да контролирате некој кога има соодветна компанија, така да го најдете. За разлика од тоа не може да контролирате Cardano кој што има безброј пулови кој што за една година од сега у Волтер ќе ја предаде целата моќ на пуловите и тоа што ќе направите. Кога ќе обркате, така да затоа и велам, многу е поверојатно дека првите проекти кои што ќе влезат во овие ISO 20022 ќе бидат централизирани проекти, имајте од тоа пред. А IOTA е фактички не е нели блокчейн, туку представува своевиден различен тип на блокчейн кој што нели разговаравме за истиот, ќе поразговараме и понатаму кога ќе направиме соодветно видео, сега да не напоменуваме премногу, но ќе биде оној кој што е одговорен за Internet of Things. Знаете и сами дека од денешно време Internet of Things е клучна работа. Значи поврзување на вашите електронски ствари во станот, на пример, вашиот смартвоч со телевизорот и не знам телефонот со не знам што, сето тоа на некој начин е направено помеѓу од ваков тип на технологија која што се занимава со Internet of Things. Algorand е Layer 1, која што практично е подобар од самиот Ethereum, нормално. Сега Ethereum со Layer 2 ќе видиме што ќе прави, но како и да е самиот Layer 1 солуција Algorand и комплетно зелен, значи веќе разговаравме за него, гледавте видео за сето тоа, значи треба да биде као официјалниот Layer 1 смарт контракт екосистем на, да речем, новиот ISO 20022. Значи гледате, секој од нив е биран со одредена причина. Hedera Hashgraph не е крипто блокчейн проект, но има многу голем аутпут на трансакции. Значи имате 10.000 трансакции во секунда. Така да верувам дека ова е земено поради нивната брзина самата по себе, која што има нормално. Не се кирети, и за ова ќе направиме видео. Quant самиот по себе е еден од оние со најмал маркет, со најмал број на токени на пазарот, затоа има доста голема цена,
а во исто време истиот на некој начин се обидува да го реши истиот проблем што се обидува да го реши и Атом, но Атом е многу подецентрализиран, верувам затоа е го одбрале Квант, односно интернет на блокчейни. Се обидува да ги поврзе различните блокчейни помеѓу себе и Cardano, искрено не знам зашто е овде, но се уште не е комплајент, тоа е со сигурност. Така да за него ќе видиме дали опште ќе биде дел од ова, но гледате, значи секој од овие блокчейни кои што секој ќе има соодветна улога во овој систем кој што се очекува да постои. Сега, како тоа ќе изгледа, останува времето да ни покаже, со оглед на фактот дека некој очигледно имал план за сето ова. Ова не се појавува току така. Со тоа што еве да погледнеме, значи ако се сеќавате, ние ја опфативме оваа статија за тоа која е иднината на криптовалутите, се сеќавате, значи јануари 2 2023 година кога разговаравме за VEF, мојата омилена. Евака сега, само ќе ја посетам на една интересна реченица која што ја спомнавме тогаш. Вели, we could now see the handover of crypto technology and blockchain infrastructure to more regulated and established institutions. Епа, ова е тоа. Значи, со оглед на фактот дека ова е најава пред да почне да работи ISO 20022, јас верувам дека ова што го гледате овдека, сега да не одиме преку целата статија, затоа што веќе поминавме, е буквално тоа што јас постојано го кажувам. Се обидуваат да го преземат крипто. Како ќе го направат тоа? Ќе ве натераат да финансирате во проекти кои што ќе бидат централизирани и кои што ќе бидат на некој начин дел од традиционалните институции и традиционалните финансии. Повторно, не е тоа негативна ствар. Јас нема да го ставам моето портфолио цело во ISO 20022, но не го менувам фактот дека ќе ми донесе профит. Сега, каде лежи тајната? Зошто уствари они се спремни да го прифатат крипто? Немаат избор, но се спремни да го прифатат крипто под услов да биде ISO 20022 compliant. Сега ќе се вратиме на FATF. Сеќавате, FATF е уствари она специјална комисија, гледате овде како позади мене, таму горе, црвено. Значи тоа е, затоа е ставена над ISO 20022 со причина. Значи FATF е уствари имаме посебно видео за неа, може да погледнете во нашиот едукативна плейлиста, само запишете FATF и ќе ја најдете. Значи FATF представува комисија, не е ни комисија, туку е консултативно тело кој што има за цел да работи на запирање на перење на пари из целиот свет од било каков тип. Значи они се као фактички консултативна комисија која ќе ви дава препораки боле да прифатите, иначе ќе бидете ставени на листата на држави со кои што не се играме. Значи, погледнете во видеото за FATF и ќе ви стане јасно дека немате избор ако сте држава, освен да ги прифатите нивните препораки, а нивната препорака за крипто е дека секоја од државите мора да ги пријавува сите трансакции поголеми од $1000 во крипто на соодветните институции кои што вршат на некој начин надзор врз финансиски трансакции. Сега, како е обврзано со ISO 20022? Се враќаме на типот на порака. Значи, овдека вие ќе мора да внесете KYC, односно Know Your Customer, што значи дека идејата на WEF да се заузда крипто претходно беше да се натераат централизираните менувачници за вашето купување и продавање да соберат соодветни информации. Така, сега тоа се прави на многу подобро ниво, односно, наместо да се надеваат дека централизираните менувачници ќе го направат тоа, сега веќе вие ќе го правите тоа преку соодветни централизирани институции за финансии. Значи, ако банка почне да тргува и поседува крипто, че многу едноставно дека со секоја трансакција која што вие ја правите ќе мора да ги дадете овие информации за да може да се процесира вашата трансакција. Така да во секој момент ќе има целосна контрола на тоа што вие го правите во крипто. Повторно, мене ако ме прашувате, се додека начинот на кој што вие ги држите вашите средства е на значи зборуваме на леџер или на било што е на некој начин неповрзано со начинот на кој што може да ви ги блокираат средствата, вие сте безбедни. Ќе напоменам уште еднаш, да, ова е тој степен на контрола кој што се обидуваат да не го воведат, но неизбежно е за да дојдеме до капиталот кој што му е потребен на криптопазарот за да расте. Че мораме да видиме дали ќе има кохезија или не, но доколку го испуштиме овој воз, во кој што ќе дојде тој прв иницијален капитал, може многу да зажали. Само тоа ќе кажам. Затоа ќе напоменам уште еднаш. Главната работа која што ние како мали играчи, небитни играчи во целата оваа сфера, мораме да гледаме, да видиме каде се тоа се движи за да направиме соодветен профит.
Значи, ја разбирам дека и јас имам многу големи резерви кон ваквото приближување на крипто кон централизираните пазари, но тоа не го менува фактот дека мора да се случи за капиталот да дојде. Не може да градиме понатаму затоа што толку е моќта на ритейл секторот. Не можеме повеќе да градиме без да дојде ваков тип на капитал. А за да дојде, за жал, ќе мора да се направат ваков тип на правила кои што мора да се почитуваат и на крајот од денот пак ќе кажам, се додека не ми задираат во мојот профит, барем за почеток, не ми задираат во профитот кој што го правам моментално, мене не ме интересира кои се правилата на FATF. Ќе почне да ме интересира во моментот кога ќе мислат дека може да контролираат мојот личен cold wallet. Се разбираме? Така да до тој момент немам никаков проблем. Но за жал, за да имаме моќ да направиме нешто повеќе, макар и да треба да застанеме против ваквите правила, ние прво мора да имаме капитал. Без капитал ние може само да си правиме мувмент на YouTube, да бидеме реални. А како може да се бориме против тоа? Сега за сега не знам. Можам да ви кажам само дека битно е прво да направиме капитал со кој што ќе можеме да се финансиски осамостоиме и да не зависиме од вакви институции кои што утре ќе го контролираат сето ова. Значи, верували или не, тоа е вистината. Веќе ви го кажа. Сакате или не, сето ова ќе премине во поголеми раце. А ние можеме или да направиме профит од тоа, или да седиме и да гледаме како тоа се случува. И пак ќе напоменам, јас не го правам ова со целото моје портфолио, затоа што не можеме да бидеме сигурни како сето ова ќе се одигра, но не го менува фактот дека се случува. Значи, ќе напоменам уште еднаш. Криптоадаптација на цел свет не може да биде таква како што ние замислуваме целосно децентрализирана, затоа што нашиот свет не е таков. Овие институции нема тоа да го дозволат. Но за да го дозволат, како што можеме да видиме и банката на интернационални settlements, истото, нели, еве гледате, и они го поддржуваат, Европската централна банка и они го поддржуваат, целосна имплементација нема проблем, но ќе напоменам уште еднаш, да, јас ќе имам сигурно крипто и од едната страна и од другата страна. Битната работа од целата оваа ситуација е што, без разлика дали вашето крипто стои на Binance или стои во некоја банка, на крајот од денот на тој начин вие имате ризик. Немате ризик кога вашето крипто стои на соодветен wallet. Значи како што веќе разговаравме не знам колку пати. Така да можеби е паметно да размислите и да ги разгледате проектите кои што моментално ќе бидат дел од ISO 20022 за самиот почеток и барем да ставите дел од вашето портфолио повторно. Не можам јас да ви кажам што да правите со вашите капитални средства, но можам да ви дадам до знаење што јас правам. Јас поседувам до сега мала количина на Algorand и многу голема количина на Ripple. Со тоа што јас сигурно ќе додадам Algorand, тоа можам да ви гарантирам, затоа што Algorand ќе биде, според мене, од оно што го гледам, официјално Layer 1, односно смарт контракт на ISO 20022. Што значи било какво градење на апликации во традиционалните финансии ќе биде правено на Algorand, со оглед на фактот дека истиот не е зелен, е презелен. Знаете, и сами разговаравме на видеото за Algorand. Ќе гледам да имплементирам дел и од овие проекти, не од Stellar, повеќе сум за Ripple за жал, но Quant, XDC, IOTA и Hedera сигурно, HBAR, но пак ќе кажам, со време, сега за сега, се уште не правиме диверзификација на целосно на портфолиото, со цел да се осигураме дека дното на биткоин е комплетно саднас и дека нема да имаме некоја комплетно масовна голема корекција надолу и слично. Но, пред да завршам со овој видео, ќе напоменам уште еднаш. Големите играчи најавуваат дека ISO 20022 ќе се случи. Битно е за вас да се информирате што представува ISO 20022 за кога истото ќе се случи, а ќе се случи за еден месец од сега и ќе почне да се имплементира, да бидеме спремни. И не заборавајте дека случајно или не, значи само уште еднаш да го напоменам овој дел, завршува во ноември 2025 година. Оние кои што знаат и го следат биткоин циклусот, значи следниот bull маркет треба да биде негде после халвингот во мај или април 2024 година, па до крајот на 2025 година или средината, зависи, ќе видиме како тоа ќе изгледа. Значи, ова или е коинциденција, или некој сето тоа го направил доста паметно со цел следниот памп, односно следниот бул, да биде званично и влезот на криптовалутите во традиционалните финансии. Не знам дали ова е случајно, но моментално сосема корелира. Така да имајте го тоа во предвид и ќе напоменам уште еднаш. Затварање на очи и надевање дека нема да се случи, само една слика имам околу ова,
Многу интересно направено, некој за ISO 20022, ова е и дел од оние кои што следат нашиот канал, би сакал да го споделам за нив, вели вака, 4 различни типови на луѓе кои што на некој начин прифаќаат нови ствари, па и во ISO 20022. Вели, некои кои што се ентузијастични за ова, кои што велат the sky is the limit, ја мислам дека можам слободно да се ставам овдека со оглед на фактот дека гледам која е потенцијалната страна за крипто, а посебно за моето портфолио. The pragmatist, we can solve a problem. Добро, да, реално се среди, тоа е проблемот. Нас тоа не е проблем, за другите не ме интересира. Нас не е проблем влез на криптосферата во традиционалните финансии, каде што е капиталот. Без тоа нема соодветен капитал. Следно, the skeptic, where is the business case? Јас мислам да сите кои што се во криптосферата многу јасно знаат каде е бизнис кейсот во оваа ситуација. И последниот е, ова е многу голем дел за жал од групата на криптовалути Македонија, кој што вели вака: if I ignore it, maybe it will go away. За жал, значи ако игнорирате, нема да си отиде. Туку ќе дојде без разлика дали вие сакате или не. Затоа и велам, информирајте се, едуцирајте се, затоа сме ние тука да ви помогнеме, со оглед на фактот дека како и то сега барем има соодветна материја по која што може да се информирате, и ќе ве замолам уште еднаш, погледнете го ова видео, ако треба и неколку пати, направете сопствено истражување пред да одлучите, затоа што ова може да смени се во криптосветот и во традиционалните финансиски, да речем, пазари, каде што ваквата корелација, посебно на проектите кои што први ќе влезат на тој пазар, може да промени комплетно како изгледа нивните маркет капи, како изгледа нивниот use case, а уште повеќе како изгледа и цената на токените и коините кои што спаѓаат од овие проекти. Размислете, значи, како што кажав и досега, мора да бидеме предпазливи со оглед на фактот дека сето ова се прави со цел и понатамошно заробување, тоа на сите не е јасно, но мораме да бидеме и практични од моментот дека нас не е питен капиталот. Значи, заробување може да се борите само со капитал. Со парола, со, не знам, демонстрација не се борите. Тоа не е борење. Тоа е само изразувате дека тоа не ви се допаѓа. Ништо од тоа не поминува. Така да имајте уште еднаш, како да кажем, погледнете и претходните видеа кај што разговараме за VEF, кај што разговараме за CBDC, за целата оваа ситуација која што моментално води кон ставање контрола на криптосферата, но без истата е едноставно невозможно да бидеме интегрирани во поголемиот дел од капиталниот свет. Така да со ова ќе го завршам ово видео. Како и секогаш, ако сте научиле нешто, ќе ве замолам да го споделите, но некои што сакаат да научат повеќе, и нормално мене лично, како оној кој што го води каналот и кој што ги прави сите овие едукативни средства за вас, ми е задоволство кога гледам дека толку многу добро е прифатено од целата заедница која што работи заедно со нас, и се додека соработувате со нас ќе продолжиме и понатаму. Едноставно задоволство е да се работи за нашата македонска заедница. Имајте добар ден, се гледаме во следното видео и поздрав од CryptoGame.